Почитувани гледачи, добар ден. Денеска ќе говориме за музичката традиција на нашиот народ, на нашите простори и да видиме што е тука мит, а што е тука факт, се разбира во подкастот Митови и факти. Денешен гостин е еден еминентен деец, Ристо Солунчев, професор на филозофскиот или професор по филозофија на филозофскиот факултет и професор по византиско пеење. Па да. Добро го кажав ова. Да. Да кажеме професор, гледам многу лесно се луѓе се размавтуваат со тој термин, значи тоа е да кажам наставно звање што човек го добива на факултет, нели? Додека ова со византиската музика бидејќи таму сум повеќе како учител или како музикоучител, но со на преносно значење наставник, професор може да се користи, некој по правило би требало да биде музикоучител. А каде е тоа тоа е на факултетот за богословие тоа? Не, тоа е формиравме школа со благослов на архиепископот Дедо Стефан на Скопската епархија, но ја операционализира, да кажам, еден културно тоест научно-истражувачки културно-едукативен центар Панепистимиум. Значи внатре работат повеќе оддели: архитектура, философија, современи медиуми и филологија, освен музика. Се тоа наши блиски луѓе, еминентни во својата област, така што се обидуваме да направиме некаков институт за она што би можело да се нарече литургиски уметности и контекстуализирањето на тие литургиски уметности во современ контекст. Сега твоите почитоци се со рапот, ако не се лажам. Да, музички се со рапот. Да, и потоа имаше нели едно, некој би рекол застрнување, некој би рекол напредување, нели во она што ја бар колоквијално ќе го наречам византиско пеење, што веројатно има и некој можеби посреќен термин, тоа е подобар термин. Терминот како се стига од рап до мене тој одговор, од рап до Византија, како се стига? Веројатно рапот влијал како некаква нихилистичка заштита од влегувањето и усвојувањето на мејнстримот и на една туѓа музичка традиција и подвалата тоа е една туѓа музичка традиција да те сервираат како универзална музичка традиција, имено западната музика. Тоа е таа подвала дека тоа е универзална музичка традиција. И дека важи за сите. И веројатно рапот тука не заштити, не да кажам ни даде некакви си параметри на нихилизмот во кој што во младоста е многу битно да се држи до таа деконструктивност човек и рапот е тоа во нов примитивизам. Да, и методот што го користи, нели, разначување, прекршување на готови плочи, користење на семплови, ритам машини, електронски помагала, го прави да биде таков постмодерен правец, деконструктивен апсолутно, и не сочува од тоа да прифатиме одредена традиција како своја и во определен период да кажам барањето на неколкумина од нас од чиста околина на тој автентичен музички израз, како се случува, како е човек автентичен, како не копира, како не е епигон, ме доведе до Душко Димитровски и неговите емисии тогашни на македонското радио и до неговата книга за наша музика, која што имаше, да кажам, големо влијание и врз Анастасија групата. Така што во една таква ситуација, во еден муабе со Златко Регјански, кој пат можам да го препознам кај оди, ама добро, тоа е тоа. Човек во староста не нужно оди кон мудроста, обично оди кон излапеност, така што треба да се внимава со тоа. Значи, во еден муабет, кога беше тој голем македонист, нели, на еден муабет во кај жири, сегашен отец Никола, нели, таа идеја од Душко Димитровски ми ја разјасни како трагање по некаков музички јазик кој што не е поземено туѓа традиција, бидејќи
во принцип на сите тла вираат, да кажам, два на моменти дивергентни правци во музиката, на моменти конвергентни, имено одредена класична музика која што е ствар на империјата, на култноста, на црквата или на било која, да кажам, религиозна инстанца, и ова што се нарекува правец на изворната музика. Во подоцнежните векови всушност се случува некакво спојување на тие два правци. Само мала дигресија од мене. Или она кога кажа на почетокот, значи тој еден нихилистички пристап, значи еден кон културата се гледа, се возвраќа со контракултура, нели, за да не подпаднеме под Бритни Спирс и се она што, нели, го гледавме на MTV во тие години на VH1. Не сум го рекол тоа јас, тоа го рекле некои други луѓе, вели православието е сега новиот панк, значи новиот бунт. Панк не како музички правец, туку како баш таков нихилистички правец, како бунтовен правец во културата. Односно, кругот е завртен преку рок-н-ролот и хипиците и, нели, андерграундот и хеви металот, рапот, хип-хопот, па стигнавме сега се до тоа големите брендови и големиот бизнис некако го потроши на брзина и сега па се враќаме на основите, тоа е, нели, но на нешто изворно што го имаме тука. Па и тоа е новата бунтовност. Процесите се тие, мислам, постои одредена да кажам музичка традиција која што се формира како некаков класичен музички јазик на одредена територија и тој ги троши сопствените можности. Значи, тоа е сепак некаква продуховена материја, тонските низи и можностите на тонските низи. Муабетот ми беше ако Ролинг Стоунс си беа автентични во 60-тите години, денеска се рекламно пано, нели? Апсолутно, па не, тоа се случува. Позори на Барселона. Да. Тоа е патот на една, јас се нарекувам музичка епистема, англо-американска, која што ги помина фантастично сопствените потенцијали и патишта, значи која што донесе многу новини во однос на оваа што ја знаеме како европска класична музика, која што американските музиколози ја нарекуваат европска концертна музика и во која што спаѓаат, да кажеме, таа една традиција на класиката на латинската католичка црква, која што ги дала основите, и световната варијанта која што после се развила во она што ние го знаеме денеска како класична музика, повторно тргнувајќи на различни тла во допирот со изворната, да кажам, традиционална музика на одредени народи, па затоа можеме да зборуваме за шпанска, ја разликуваме, германска, шпанска, руска, француска. Шпанската и под влијание на ромската. Апсолутно. Значи тоа со Мануел де Фаља тие тргнаа, сватија дека не можат до крај, затоа што тоа е подвалата, затоа што претходно тоа е универзална музика на христијанскиот култ. Значи ние забораваме дека всушност Бах е црковен композитор, бил и оргулист и псалт во црква и многу од композиторите. И целиот живот во црква го поминал, значи. Да, многу од композиторите били псалти и свирале во црковни хорови, таму ја учеле практично музиката, бидејќи Менделсон. Да, номинални факултети тогаш или нема, туку учиш од музичари. Па немало оргули, имало црква, немало по дома. И плюс забораваме дека од 12 век почнуваат на запад почнува музиката од тој модален систем во кој што нема хармонија и контрапункт, на запад го развиваат монасите, фламандските братства, така што е тој долг пат на развој на тоналниот систем на западната музика. Пред да почнеме за времето на големата шизма и делењето, нели, по сите основи на истокот и западот, значи да дојдеме некако до она што јас мислам дека е некаква почетна иницијална каписта, нели, она што денес како нарекуваме византијска музика, дали тоа музика на стариот Рим или е сепак се врзува, почетоците се врзуваат конкретно за Константинопол, значи за источното Римско царство. Да, нормално имало и тогаш разлики. Тоа е развој на една музика која што очигледно првите христијански заедници, начелно еврејски, нормално ги пренеле
да кажам, пеењето на псалмите ги пренеле во новата, да кажам, во новата вера и новата религија што се развивала, но веднаш, уште на почетокот, со апостолот Павле влегува идејата за универзалност. Значи, не сум ја има иницијално во христијанството, но почетокот рано христијанството. Да, некои толкуваат дека многу од апостолите имале некаков момент на несогласување за таа преголема отвореност на апостолот Павле, но тој така го прима откровението од гонител на црквата, има некои видени, мислам, тоа не можете да го фалсификувате. Значи, он има очигледно изворно, бидејќи никој не го плаќа за тоа. Тоа што црквата нема начин како да те плати некој да шириш пропаганда дека си имал видение, Христос ти се јавил, нели, одеднаш од ортодоксен неверен и гонител на црквата станува најголем проповедник и апостол на кој што иде и трпи. Бил и митник, нели, Павле? Не. Митник е она, како беше, цариник? Собирач, да. Не, ова е буквално гонител од оно што се држи до ортодоксноста на, да кажам, на еврејската вера и во многу нешта ги гонел и христијаните. Значи му се случува некоја видение, тогаш му се јавува, нели, Христос и станува еден од оние најголеми проповедници на христијанството и на идејата дека тој е универзално откровение, го засега целиот човек, дека не е само избраниот народ, туку целото човештво треба да стане новиот Израел. И веќе веднаш влегува, да кажам, иако првите 3 века, нели, до Константин, христијаните се можеби како некаква субверзивна струја. И прогонети се. Субверзивна струја. Познати што не е чиски на Нерон, нели? Да, интересно Енгелс како, зошто има една идеја, зошто раните христијани биле толку гонети од инаку една империја која што била многу толерантна, политеизам, секакви народи. Космополитска империја тоа. Да, а христијаните пречеле, Енгел смета дека се тоа првите комунисти. Тоа е интересна идеја. Интересна идеја. Надбискупот на Бостон, на Њујорк, се извинувам, во еден посторен документарец кој вели да беше денеска Исус Христос жив, тој ќе беше комуниста. Да. Да, тоа е, па да, има интересни луѓе кои што го толкуваат Христос како првиот критичар на богатството, крупниот капитал. Да кажеме, на крупниот капитал, критичар на моќта, првиот феминист, протофеминист. Но во основата тоа е интересно како дел од овие феминистките, Дона Харави, смета дека сушност е лик на иднината, не е на минатото. Дека Христос тек допрва може неговиот лик да осветли човечката историја. И тоа не е неверојатно како е во склад со самата инхерентна, интринсична вредност на христијанството и на толкувањето дека сушност црквата е подеднакво настан и од минатото и од иднината, тоест го поврзува целото време и всушност го чека крајот, не се врзува за одредено минато. Затоа е опасно музејското сваќање на христијанството. И еве, гледате, например, феминистки го осеќаат тој момент дека се уште не сме зрели за тој лик, да може да се прифати како, да кажеме, некаква парадигма за човечко суштествување. Но тоа е тоа. Значи, веќе на почетокот влегува тој условно грчко-римски свет, преку Римското царство и поделбата на источно и западно, и до, да кажеме, до 11 век музиката е горе-доле иста. На двете страни. И на двете страни нормално има разлики кои што упатуваат на локализам, сепак е тоа голема територија, не можеле да комуницираат. Немале една школа за музика, па и од запад и од исток да идат на исто место, но имало голема размена и е монофонична. Значи музиката, тоа не значи дека претходно луѓе не користеле хармонија. Во црквата идејата е, да кажам, еден уметник има стилистичко единство. Значи, он е конзистентен на сопствениот израз. Значи, сите имаме ист стил. Да, значи, не, овде идејата било дека сите пеат во еден глас.
Значи тоа е едно мислење, еднодушност, значи имала теолошка позадина, естетичка, филозофска, теолошка позадина, зошто монофонично се развила музиката, значи сите пеат еден глас. На истокот останала таа музика да биде во тие граници на монофоничноста и тоа се вика модални системи, каде што имате скали, најразлични скали во отоманската музика преку 110 скали, да кажеме од модусите се развива на запад тоналниот систем, бидејќи се создава втора линија, контрапункт и хармонија, и тоа е оно што ние го знаеме како полифонија. И повторно тука е во црковната музика се случува тоа, и монасите имаат време да експериментираат. Тоа не значи дека не се случувала хармонија надвор. Но по моje мислење, главно од горе, од музиката што се создавала во црквите и на царските кнежевски дворови, таа музика влијаела врз народните музики на народите околу. И зато е блиска нашата музика до сите други балкански музики, па дури до персиската, дури до арапската, затоа што ние сме се развиле во рамки на две големи империи, каде што останале стилистички доследни на идејата имала некаков меинстрим во тие империи, и од тој меинстрим се излегувале и овие што се локалните. Да кажеме, Душко Димитровски користи еден израз, идеолошкиот чадор. Бело ленче, која е врањанска песма, нели, може да биде исто време и македонска и српска. Да, се пее и тука, има многу песни така. Значи, тоа е идеолошкиот чадор музички. Латинската црква и византиската црква, тоест источно-ромејската црква, бидејќи поимот византиско тоа е нов, тоа е 19 век. Многу погрешен термин. Да, затоа што тоа е во науката, нели, во науката постојат такви термини кои што ги користиме за да сите јасно, арбитрарно или конвенционално реферираме на одреден историски период, историско време, регион, за да покажеме, нели, уметноста, но и во рамки на Византија уметноста претрпувала измени. Во нешто останувала верна на догматската и теолошка основа, но во многу нешто претрпувала измени. Не прашање дали духот може така да се петрифицира, има проблеми ако го направи тоа човек, не се развива уметноста воопшто. Така што до 12 век тоа било отприлика и она ги знаеме како грегоријански корали. И сега од тие модуси што се скали или тонски низи се развил тоналниот систем на западната музика врз основа на, да кажеме, каде што хармонијата и терцата влијаела за тоа како ќе се развива системот таму и се развила една гениална музика, она што ние го знаеме денеска како класична музика, всушност имаме чувство дека тоа е класичната музика на светот. Не, тоа е класична музика која што на одреден период на европските народи, бидејќи за мене џезот е исто така класична музика. Само не е европска. Да, не е европска, тука е американска класична музика и тоа си е нормално, како што има... И кинезите имаат своја класична музика, да. Индиците имаат, персиците имаат гениална класична музика, практично целата идеја. Византија е предпоследната синтеза, последната синтеза е отоманската музика, нормално тоа било последната империја на истокот и е поврзано од Персија, арапите, византиците, турците, тоест отоманите, да кажеме. Русите многу малку влегуваат во, иако се православна црква, нели источна православна црква, русите. Нивната музика е не, они се врзуваат политички се врзуваат, иако духовно се родени во комуникација со Константинопол тогаш и со Ромејското царство, мислам дека историски самите народи таму биле во комуникација со условно да кажеме оваа католичка латинска музика која што се развила и мислам дека со Петар Велики веќе целосно формално се развиваат во тој дел, но нивниот нескромен придонес во таа класична музика е тотално западен бил и од Чайковски. Да. Па не, нормално, иако кај нив има многу јасни тенденции за создавање на автентична руска
национална школа и ја има тоа, се осеќа, па дури кај еден Стравински пред да почне со умирањето на мелодијата, има неверојатни композиции кои што се засновани врз мотиви од рускиот фолклор. Така што тоа е тоа, значи до 17 век, до Бах ја имате таа голема култна универзална музика на црквата, значи во принцип секогаш и не се разликува премногу источното и западното. До 12 век. До 12. До 17 има нешто. Веројатно има, како да кажам, секако дека еден Свети Јован Дамаскин кој бил сирец, која ја прави реформата на византиската музика и која ги стабилизира четирите скали како 4 гласа и нивни 4 изведени, дека предвид ја имал музиката што била создадена на територијата на тоа источно царство, каде што учествувале многу сирици, на првите композитори, да кажеме, јасни композитори. Двајца од нив најголемите се сирици. Свети Козма Мајумски и Свети Јован Дамаскин. Значи не се ниту грци, ни се римјани по идеја. И се христијани го користат грчкиот јазик нормално. Тогаш немало такви Тоа било англискиот јазик на времето, Да, немало такви ограничувања и претпоставувам дека нема нулта позиција. Во смисла готово ви од 12 век се одвоите. Не, сигурно било тоа. Не, претходно тлее тоа на ниво на, да кажеме, политички, културолошки разлики, теолошки, дури не биле во толку во преден план теолошките разлики, затоа што, например, Свети Максим Исповедник, она што во символот на верата, проблем е што римјаните ветиле дека нема да додадат ништо на символот на верата, на никејскиот символ, па додале на филиокве и од синот. И тука настанува веќе принципелна дистанца. Да, после има и многу големи разлики се говорат со секако мислам дека има не е тоа не се Божја реч, нели? Како да кажам, двајца браќа да ги одвоите, едниот отиде да живее во Австралија, другиот да живее, после 30 години кога ќе се вратат. Да, нема се разберат. Имаат сеќавање на сопствениот заеднички почеток, ама веќе развиле други културолошки модели. Самото тоа што диктира како ќе се развие нештото. Значи, као да се натрупуваат настани кои што те позиционираат некаде во друга насока. Тоа се случило и со црквите. Но, идејата е дека, сушност, музиките на црквата, и западни и источна, како и музиката на, да кажам, она што се нарекува отоманска класична музика, е главно религиозна. Значи, прво на класичните музики, музиките на композиторите настануваат на дворовите и во, да кажеме, во Истанбул, во текињата и на Султанскиот двор. Таму се композиторите. Кај се парите, таму си музичарите. Така, и ова се композитори. Нема пари без нема музика без пари. Има една идеја, обидот да се национализира едно универзално музичко предание и култен музички јазик. Кој го прави тоа? Па тоа го правиме ние, сега го прават и грците. Значи, сите го прават. Да, и се обидуваме да најдеме некакви македонски музички идиоми во култната класична музика. Значи, подоцна се случува тоа. Значи, подоцна се сега се случува тоа. Веројатно сега, ако некој тенденциозно компонира црковно дело, па, не знам, што велеше Гаро, а зашто не ставите 7/8 во црковната музика? Ја викам, ги има тие патерни ритмички, но не може да, како ќе, Господи, поми, изгледа многу компонирана фолк музика. Значи, просто, тоа е стилистичкото единство. Мислам, можеш ти да ставиш и лук и чоколадо, експериментираат во јадењето, во вкусовите. Става, да. Но во, се чини во уметноста е многу битна формата. Формата подлежи на принципи и подлежи на стилистичко единство. Некој ќе каже формата не е битна. Како е битна формата? Сега кога сме веќе вие се има форма. Ова не би постоело без форма. Ке национализација на нели на нешто што е универзално, музика од музиката по универзално нели нема. Јован Кукузел. Дали бил македонец? Он е несомнен деец. Нема шанси. Нема шанси. Значи, а зашто некои автори па се базира, го прашам, нека ми се битни неговите крвни зрнца. Воопшто не ми се битни, но време емисијата се вика Митови и факти, па пробуваме нешто да факторизираме.
видете, можете вие и да сте научник, и да сте доктор во одредена област, во книга да ставите приказна. Можете. Нешто што е за укафана, да кажем, можете да го ставите. Еве, јас сум романописец, пишувам за измислени работи. Но како научен факт тука е проблем, имено методолошките правила, значи методологија на научно истражување, упатуваат на тоа дека вие мора да имате докази, поготово ако имате тврдења кои што ја засегат историјата. Значи, за Свети Јован Кукузел, Пападополос, има еден руски извор кој што никој не го прифаќа, дека е можеби од џерманци, од Дебарско, да кажеме. Но тоа е извор кој јас немам најдено докази за тоа. Значи, дека вели има руски извор, ама у Русија го нема изворот. Па не знам, тоа е тоа сваќање. Дирахион, тоа е денешен драч, во кој што во тоа време не бил ниту албански, ниту словенски, ниту грчки, туку бил припаѓал на Византија и таму имало, као и сите градови, никогаш не бил моноетнички. Ни еден град, ни бројно латинско население. Ни Скопје во тоа време. Да. Тоа е тоа, ние не знаеме. Значи, единственото нешто што го врзува со некаква словенскост е житието кое што е напишано 2 века потоа и во житијата има многу мистификации. Значи, се мисли дека од неговата мајка е веројатно била словенка, но тој самиот се подпишувал со име Јоанис Пападополос Кукузелис. Во житието има легендата дека всушност легендата е дека е Кукузелис му е надимак според житието. Значи, можеш да го земеш житието, но не можеш да го земеш како релевантен историски извор, за да можеш да прецизираш дека тој е навистина така. Во музиката, јас кај него не можам да најдам, ние не знаме каква била народната музика тогаш. И на албанци, и на власи, бидејќи има многу власи тогаш, може да има и влашко потекло, може да има и албанско. Но не знаеме, но е ромеец. Ромеец, апсолутно, неговото дело е ромеско. Нигде во ниеден момент нема пишано ништо за неговиот живот. Веројатно тешко е едно селанче од, да кажем, од џерменци да биде пратено во сепак од драч. Значи, претпоставувам дека е од некаква свештеничка фамилија. Значи, јас затоа велам претпоставувам. Да. Значи, бидејќи е логично да биде пратен поради неговиот талент во Цариград. Значи, за Јован Кукузел немаме, значи апсолутно не знаеме што е по националност. Само дека е роден во Драч. Го својатаат многу. Апсолутно, и албанци, го национализира, да. Македонци, бугари, грци. И тоа е, како да кажам, какво е неговото дело? Неговото дело е апсолутно во целата идеја на византискиот црковен, музички, универзален, класичен јазик. Идејата дека таму има некакви фолклорни елементи може во неговата дворска музика. Затоа што во дворската музика композиторите биле слободни, па затоа може да се најдат и кај Грчке, кај неговиот учител Јоанис Гликис, може да се грк така. Да, Гликис од Цариград, да кажам. И им предавал, значи, неговите двајца најголеми учени се Јован Кукузел и Ксенис Коронис, значи Ксенис, странецот. Значи, во Цариград биле собирани сите луѓе од империјата, како што сега, да кажете, во Њујорк се, сите се американци, сега може да имаат етничко потекло, но може да е ирелевантно тоа. Апсолутно поготово ирелевантно, но ова го говорам чисто зинатно вие што нели бројат крвни зрнца на секоја историска фигура. Да, крајот на 13 век мислам дека етничкото било потполно ирелевантно. Значи, он припаѓа на еден култен музички јазик, како што и мноштво од композиторите на Западот, и пред Бах, Палестрина, кога ги гледате тие компонирале култна, класична, латинска музика. Без разлика дали биле италијани, или германци, или француси, го правеле тоа. Тоа се случувало и во византиската црковна музика, како класична музика. И бидејќи припаѓала на источната црква, во таа насока е македонска, како што и српска, како што и грчка.
како што и латинската музика, без разлика дали ја компонирал Бах или некој од Италија, во рамки како црковна музика таа припаѓа на римската црква, како класичен музички империјален наziv, секогаш врзан со култот, како што и отоманската музика, вистинските музиколози турци ќе кажат нема само турски елементи внатре. Јас велам дека е апсолутно автентична, една од најубавите класични музики, затоа што е последна во тој макамски. И сега таа отоманската музика дојде како еден логичен наследник на византиската музика. Па да, тие веќе учествуваат како турците учествуваат веќе во арапската ренесанса и во Персија. Значи тука е идејата за класичност. Значи мноштво народи учествуваат, а може да не ги гледаш како посебни народи. Да. Значи не доаѓаат до израз, да кажам. Значи и ерменци претпоставувам. Па како што и во византиската источна, да кажам, философија и теологија, главни се кападокиците, прашање дали биле грци. Прашање, да. Значи биле може некое локален етнос, но бидејќи не го сметале тоа како битно, воопшто не го истакнувале тоа. А го пишувале на грчки јазик, бидејќи грчкиот јазик бил тогаш јазик на философијата и на теологијата. Значи, но сега тоа е тоа, по инерција грците, бидејќи тоа грчки јазик, се што е пишано на грчки јазик припаѓа на грчката национална култура и тука е сега подпалата новокомпонираноста. Сега и ние да не останеме покусто и се обидуваме, и затоа можете да прочитате мношто такви приказни без никаков доказ, кои што се само за локална употреба, не на членовите на танец да им кажете дека Климент компонирал, Свети Климент компонирал музика во која што имало македонски народни музички идиоми, кои што се исти као сегашната народна музика. И тоа го слушате од луѓе што имаат. Тоа врска нема. Па како врз кој основа? Прво не знаме како звучала народната музика на словените тогаш. 9 век. Мислам, кој може тоа да го знае? Нема диктафони, нема ништо запишано. Да, нема плочи. Па дури сега најдоа некој запис од 4 век во Египет на византиска. Инаку се пренесувала главно усно и полека како што се усложнувала музиката во одредени периоди, како се развивала византиската, како што се развивала и на латинскиот запад, почела да се усложнува нотацијата, бидејќи на почетокот, кога немате сложена музика, оние прифатиле таа еврејска псалмодија, која што била малку подалеку од Давидовите, кај што имала поголема екстаза и поголема музика, се играло околу олтар, да кажеме, во старата еврејска традиција. Традицијата на, да кажеме, во периодот на Христос, еврејска е повеќе врзана за теолошкото значење на зборот и е повеќе рецитативно и се уште така се изведуваат, да кажеме, религиозни текстови. И муслиманите, и евреите, и христијаните ги изведуваат тоа еден декламативен, да. Да кажеме, рецитал некој. Да, рецитал на начин на читање на свештени текстови. Значи не е музика, но е прилично слично, вака како ќе видите еврејски начини и муслимански начини и добрите читачи што ја познаваат таа стара традиција, нема никаква разлика. Во религиите како се чита. Во музиката и во формите на музиката, поетските форми, тоа веќе се разликува. Па да, имам гледано некои видеа каде што исламски пејачи, православни пејачи и еврејски пејачи пеат заедно. Како мешани хорови, да. А јасно, тука е и многу интересни изведби се тука е прашање сега на околу таа естетика. Значи, јас имам блиски луѓе кои што сметаат дека православната црква повеќе прифатила во текот на историјата и таа дистанца што се создала со Рим, повеќе прифатила некаква мелкитска, значи источна традиција во се и во монаштвото, нели облеката, како да кажам, значи тоа не е, тоа е апсолутно поврзана, но источњачка. Па источњачка целосно, и во музиката прифатила, но како да кажам, тоа ја направила таа музика посебна. Како што западната, тоа е интересно како да има дури и како е настанат светот. Не се фрлени одеднаш коцките. Туку има некаков еволвмент. Значи видовите како настануваат. Значи религијата тврди човекот настанува на крај од целото создание. Значи како да е кога ќе ставиш нешто во време, подразбираш негово движење и развивање.
од таква една абстрактна, да кажам, едноставност на црковната музика во првите векови, кој што била иста и на запад и на исток, се развива едно совршенство што се нарекува западна класична музика и едно совршенство што се нарекува источна класика, бидејќи црковната музика е всушност источната класика. Како што западната е класична музика, така и ова источната. Сега каде е тука чалгијата? Дали е тоа наше нешто автентично или повторно сме мислам дека музички тоа е апсолутно автентично. Тоа е автентично, значи тука чалгијата е наше и тука немаме. Па не вака изворната изворната музика. Значи тоа се тие идеи. Значи постои еден правец, тоа е класичната музика и тоа е чадорот. И тој чадор бил Константинопол секогаш. Добре, и како географски тоа се... Така е, и затоа нашата народна музика и изворна е главно, да кажам, во сферата на тоа макамско креирање, мелодична е. Макамската и модалната музика е, акцентот е ставен на мелодиското патување и на развиената мелодија која што е потполно слободна. Чалгијата е, нели, световна музика, не е воопшто световна духовна. И е градска, што значи дека е во многу нешта музика на музичарите тогаш. Добро, и ако земе дека во тоа време можеби и главно население било турското население во градовите од Македонија. Дали тоа турска Македонија турска музика од Македонија? И да и не. Не, апсолутно сите чалгите се некаков тип на музичарите биле повеќето, значи имало од сите народи, ама главно биле роми и македонци. Да. Турците биле господа. Да, тие нарачувале песни. Затоа што ова е некаков тип на народна музика, но во исто време чалгите знаеле да свират и отоманска класична музика. И нормално беговите кога ги викале, они свирале и ако имало прием некаков нешто. Свирале пештрефи, тоа е форма како фуга или токата, така во отоманската музика, тоа е пештрефи. Знаеле да ги свират и тие пештрефи. Затоа што многу интересно колку Македонија естетички вака била врзана главно во музиката, за музиката главно со Светагора, во таа духовна линија, и музички со единствениот град, нели, Цариград, ние сме го нарекувале Цариград. Грците, кога ќе кажат полис, значи мислат на Константинопол, се друго е периферија. Истанбул е фактички грчки, да. Идеме кон градот. Да, Истинполи, тоа е едното предание го има за тоа. Истамполи, да. Дури... сега кога дошле таму турците, се настанал еден спој и е интересно како всушност византиските композиторите секогаш компонирале богослужбена музика и паралелно на тоа компонирале световна музика. И така и на запад, така и на исток, и во Византиска империја, и во Отоманска империја. Значи и за царот и за народот. Така, да. Со тоа што е тоа музика на композиторите. И нормално, обичаите луѓе, од друга страна, изворната музика се развива паралелно. Па тоа е паралелно на одскокнувањето на джезот како класична музика, блузот и фолк блузот е подоцна основа за рок-н-рол. Да, апсолутно. Блузот така што тоа се тие успоред рок-н-рол. Сегде имате два дивергентни правци. Да. Кои што конвергираат, да кажеме, во националниот романтизам на последните 2 века и се спојуваат така и во отоманската музика. Во новите композитори веќе не се врзани толку со текето со султанот. Во 20 век имате гениални композитори на отоманска класична музика, турска, нели веќе, кои што користат многу романтизми од западната музика, значи веќе послободно. Челото да се... Да. Но, тоа е интересно, што нашата чалгија се развива не е тоа некоја измишлјотина, туку во рамки на тој отомански свет, такви состави од тие инструменти кои што ут и канун, например, биле резервирани само за класичната музика. За нив и тоа додека кларинетот и виолината се западни инструменти кои влегуваат преку војните оркестри во Турција. Имаше некој кажа, вика, кларинетот е народен влашки инструмент, знаеш. Големо разочарувањето е. Француски инструмент. Има секакви митологии. Но се пренесува, инструментите се пренесували и тоа е нормална ствар кога има некој добар инструмент, не знам, нашите гедаджи од Егејска Македонија, многу од ората што сега, да кажам, се уште се свират долу кај нашите во Егејска Македонија,
гледате дека иницијално имаат гајдашка структура, зависат од имагинацијата и ограниченоста на гајдата. Со доаѓањето до кларинетот, наеднаш сега музичарот има многу повеќе можности. Има многу повеќе од 9 тона. Музиката. И почува да ја развива музиката во некоја насока. И значи они не се оптоварувале со инструментите, така и во Турци. Самите музичари во Цариград веќе се ослободува, да кажеме, ромите и другите што живееле таму, почнувале да создаваат веќе во Истанбул крајот на 19 и 20 век, и тој е паралелизам со целиот Балкан. Значи состави во кои што имате лаута, ут, кларинет, виолина, имате и на Крит. Имате во Грција, имате во Албанија, да кажеме, тој влашкиот условно дел таму на што значи пак е тоа рефлексија на тоа што сегде се случува во империјата, као некаква мода. И затоа во Истанбул, покрај отоманската класична музика и она што веќе се нарекува турска класична музика, имате состави кои што се потполно исти инструментариум како македонската чалгија. Го викаат фасел таа музика, и тоа е музика на музичарите. Значи некој спој на отоманска, народна, они нешто джезираат нешто. Слободна музика. Тоа е чалгијата. Значи чалгијата е, да кажам, одделот на градскиот прилог на македонците кои што дошле во град и тука донеле многу од изворната музика. И еден многу беше интересно, и кај нас тоа не е истражувано, туку само го гледаат као чист турцизам чалгијата. Кога јас на еден на главниот музичар на Вселенската патриаршија Панајотис Неохоритис, кој го правивме документарецот за чалгијата, му пратив чалги македонски за да ги чуе, и требаше да ни даде интервју. Нормално не сакаше да пред камера, таков е човекот, е прилично задрт, конзервативен, не сака многу да дава интервјуа, но седевме вака во еден хотел и си правивме муабет. И кога јас го прашав за врските на ова што му го дадов чалгија, да кажем прилично доста снимки од различни, да кажем, форми, од ора до инструментални состави, маршеви што ги викале за одење по невестата, до народни песни со чалгијата, тој прво ми кажа: мораш да сватиш, музиката е слобода. Прво, поготово народната музика, затоа што она не е, да кажам, композиторот се држи до некаква класична традиција. Поготово во рамки на се уште номиналната црковност во тие векови до 18, да кажеме, додека народниот пеач е прилично слободен. Значи тоа влијание што го слушал кога ќе иде во Цариград, или музичарите што го свирале во беговските куќи. Ако играат во меаната, значи добро е. Добра му музиката. Значи бил многу слободен во креацијата. Не го обременувало, да кажам, темелното знаење на византискиот осмогласник или на 110 маками, или кој е макама што султанот Селим го создал, да кажем. Туку нешто ќе му фати увото и вете, го слуша макамот Карчигар и ја прави невитка се сочене, крши се. Просто е неверојатно како е. Но поради македонската мелоритмика, тоа го истакнува и турците музиколози и музичари, и овој Панајотис Неохоритис вика да бидеме јасно, да, тоа е дел од некаков чадор, регион на источна музика, макамска, значи арапите и персиците, не е тоа турско. Значи еден огромен регион кој трае неколку векови, но во чалгијата, во оно што ти ми го прати, јас слушам многу словенски елементи. Он ги нарече словенски. Тоа се автентични македонски изворни идиоми, кои што народот како свој сопствен музички јазик, бидејќи главно потекнувала и од селата, луѓе доаѓале во градовите. Така што се натрупувала одредена музика. И во исто време чалгаджите свирале на сите можни веселви свадби, од турски до еврејски до албански. Значи, охридските трубадури ги викале дури на свадби во Албанија, што значи знаеле и влашка и албанска музика да свира. Овие тука чалгаджи... Или па не се разликувала премногу. Да, не се разликувала, и овие чалгаджи тука, Раим Баки ми кажа, значи, ние ја свириме таа музика, свириш и на едно и на друго, ама треба да знаеш да ја крадеш, вика, музиката, затоа што
Не е исто, вика, на албанска свадба, значи има некакви си специфики кои што ти мораш да ги украдеш, за да тоа за да звучи албански. Или на македонска или турска, значи сепак има разлика. Знаеле да свират се, главно тоа се нели музичарите, тоа се талентираните луѓе, прилично доста роми имало, значи музичари, но например една Велешка чалга на Ке ромите секој вади нешто и свири инструментче од негде, да. Мислам, тоа е народ кој потекнува од каста на музичари, нели? Да. Од таму од Индија и од Пакистан. Предпоставам дека било така, да. Да, и се многу гениални како музичари. На крај сега, на крај, као последно прашање да финишираме со ова премногу интересен разговор. Македонската модерна музика во класична смисла, не зборувам рок-н-рол или не знам што, нели тоа што од чалгијата настанува како некаква модерна македонска музика. Во кој правец тоа има отидено? Па или имате некој ќорсокак, што се нарекува ново компонирана народна музика, и тој ќорсокак е тоа што е едно компониране, што подразбира? Ништо. Едно апсолутно ништо, не знам како да кажам. Да. Тоа го има, го нема е ирелевантно и за нас како култура и за светот. Нема никакво значење. Тоа е, значи, не направивме ништо современо, модерно, значено. Народот ни остана полуписмен и за него сега ќе направиме некој балкански селички фолк. Значи, или турбофолк нешто. Не е турбофолк, ама личи. Па на некој начин е турбофолк. Затоа што условите на создавање на народна музика се завршени. Што значи тоа? Зашто се завршени? Не може, народот веќе не постои иницијално како творец. Условите во селата, во градовите, ти си го укинал народот како творец, он веќе живее во друго време. Завршена е тоа што треба се конзервира и да се Па не, тоа си е изучува, тоа. Како да кажам, на пример е западната музика, да кажеме, вие реално немате турбофолк во Англија, туку свират поп-рок, затоа што тоа е продолжувањето на нивниот фолк. Да. Значи, едноставно нова современа музика транспонирана. Ке нас зашто нема нова современа музика? Па имало обиди, значи имало обиди. Кои се обиди? Има ли успешни обиди? Има обиди уште од времето на Скаловски композитор со македонска товар, значи во класиката Смокварски. Значи, оди сватиле дека мора автентичен да видиме. Автентичен не си во музиката не постои нулта позиција. Тоа е исто кој сега некој да се обиде да создаде јазик. Еве, ја ќе создам јазик кој само јас ќе го зборувам. Тоа е парадокс. Одма да викнеш жолто комбе, нели? Мислам, јазикот се создава како стихија во некаква комуникација. Значи, нужно било кој човек се раѓа во одредена култура и во одреден дух и се закачува за една објективна структура или објективен дух, што се нарекува јазик. Исто е во музиката. Значи, внатре таа музика тој може да направи многу и да создаде нови ствари. И кај нас имало, значи и Лепи Сол имаат добри ствари, и Мизар, и Анастасија апсолутно најмногу. Од се враќам сега на почетокот. На почетокот. Оригјански, тоаш беше македони, сакаше. Еднаш на Душко Димитровски по телефон збориме се и вика, и како ми доаѓа на еден зид со графит огромно да напишам Македонија. И сега тој човек апсолутно сега може му доаѓа Северна Македонија да напише. Да, може му доаѓа Северна Македонија да напише, да. Или може нема Северна доволно, точка може да стане. Норд Фиром. Да, ама тоа се луѓето, како да ви кажам, може Нобеловец да е гениален во одредена област, а да кажеме во политика да е за нигде. Имало луѓе кои биле гениални, апсолутно, па дури еден Тесла има ставови кои што се на граница на лудило. Така? Да, апсолутно. Не мора да значи, и обично, затоа велам, староста е опасна, она не носи нужно секогаш мудрост. Да, не секој човек станува симпатичен дедо. Не, паметен човек секоја сака побрзо да го напушти светот, дур не... Да, не остари многу. Да, затоа што не носи секогаш мудрост. Да. Мислам, опаѓа телото, умот и сето тоа, така што... Значи има многу Анастасија на страна на сео што кажа. Мизар, да, тоа е автентична музика, затоа што значи така на тој начин требаше да се развива модерната. Па требаше врз база на овие три извора.
Значи, класичната наша музика е византиската, и бидејќи и последните фази на таа византиска музика се комуникација со отоманската. Со Мокрањац, со неговата реформа, тоа е исто, само нешто поедноставено му доаѓа? Па има своја историја, значи со создавањето на српската држава значи ги викаат ватопеџани, значи монасите да ги подучуваат во таа позната карловачка богословие и таму. А тоа е во Сремски Карловци. Да, мислам дека Сремски Карловци. И се развива по устен пат некаква музика која што има врска со византиската, но поради тоа што веројатно го пренесувале устно, после 120 години е запишано. За тие 120 години прима многу народни елементи од фолклорот српски и сето тоа, и Мокрањац е еден од тие што ги запишува и во многу нешта коригира, нешто ги реформира, и тоа е оно што го знаеме како српско народно поење или мокранчево, како што го велат, и иако имало и други запишувачи. Тоа нема таква тежина како што има византиската музика, бидејќи е повеќе вековна и е класична музика, и како што еден извор на западната музика е класичната музика, така и во принцип македонската музика би требало, значи тоа е едначење на црковната музика и, да кажам, нашите изворни народни идиоми треба да се случи во онаа музика идна што би ја компонирале композиторите, а не враќање и правење фолклоризација од црковната музика. Значи затоа што врз основа на што? Значи нас ти треба ново компонирана музика, но во тој стил. Јас ги имам предвид композиторите наши од Хармосин, Охридски, Калистар, Зографски, и кога ќе ги видиш тие композиции, нивните се во склад со актуелните движења во самата црковна музика. Не гледам таму ништо изворно македонско. Па дури и Хармосин, она достојност што го компонира, да ме потсеќа на локалните напеви што ги имам слушано во Охрид, јас не можам да најдам, значи човек што работи со некаква емпирија. Значи многу е просто, значи треба да најдам бактерија која што има овде и овде. Да. И тоа не е ствар на моје убедување и вера. Него е на истражување. Туку е истражување. Значи, кога ќе направите анализа на музичките фрази во достојност на Хармосин Охридски, ја не можам да најдам ништо локално такво, потполно идентично во било која народна песна. Значи ти го осеќаш објективниот дух, чадорот што долги векови ја правил тоа стилистичкото единство на и македонската народна музика и на оваа што се нарекува црковна класична музика. Наоѓам во неколку песни може да се најдат такви, но тоа е баш тоа влијание од црковната музика во народната музика. Така оди главното. Значи, во дворската музика во текот на историјата црковните композитори земале нешто, но кажал Вулгарос, Полиелеон Вулгарос, Полиелеон персиски Полиелеј, значи дворска музика, која што е инспирирана од персиската музика, го има тоа, но во црковната музика апсолутно се држале до чистотата на црковниот музички јазик, кој што во ниеден случај не е народен, и од тука главниот проблем на сите наши луѓе овде, што мислат дека ако завршат Западна музичка академија, по дефолт му е јасна цела музика. Не. Или дека црковната наша музика е народна, па затоа единствени кои може да изведуваат се танецот. Тие луѓе не знаат ништо таму за како треба, што е изразот, како треба изразот на црковната музика, просто таа си бара школа. Да. Како што било која друга музика си бара школа. Тука сосем на крај. Летоска бев на одмор во Романија, во Констанца, тоа е едно, значи ако бараме православно место со традиција, тоа е едно од најправославните места, а секако помешани со таа нека има и некоја полулатинска нишка во целата работа, иако преовладува романците се преовладува старогрчката култура на тие простори. Констанца, самата Констанца е нели. Има доста влашки семејства од Балканот, така? Има многу влашки семејства од Балканот, има и многу грци кои живеат таму од памти век. Не е тоа
така една мешана средина и многу романци кои не се ни грци ни власи нели од Македонија. Но луѓето се луди по православие таму, едноставно веројатно оној режим на Чаушеску, нели, кој беше обратен, нели, тотално неправославен, сега ги враќа луѓето во верата, веројатно е тоа нормално, сега не сум ја ни психолог, ни антрополог, но тоа што може да го приметам, луди се и по така наречена византиска музика, има и чести концерти и едно од најпуштаните песни е Агни Патерне. Што е тоа? Тоа е црковна или световна? Или спомешана? Не, текстот е гениален на Свети Нектар Егински, е повеќе како поема. Значи, таа песна не е наменета да биде дел. Например, сега ако компонира некој композитор нов, компонира херувимска песна и таа се пее дел од црквата. Ова е само текст, тоа е поема, ко поезија на Свети Нектар Егински. Но симонопетритските калуѓери поземуваат, прават некоја и е главно световна мелодија. Значи се гледа тоа по се, но станува многу популарно. Од кој период би требало да биде? 20 век. Значи компонира некоја грчка песна. Мислам и по ритмот можете троделен, значи, но текстот е гениален и затоа станува популарен, но многу нормална ствар. Духот што постои е комерциализиран дух. И мислам дека и од православието и како може да се направи кичарај тежок. И во музиката, и во естетиката, и во архитектурата, секоја форма, имено баз затоа што е форма, и баз затоа што е битна формата. Бидејќи суштината се пројавува во сопствената форма како едно исто. Ова би го завршил со тоа, не да е Боже, нели некои пеачи во некој црквен хор да носат знакчиња на Nike или на Adidas, нели, тогаш може да го прогласиме за готово. Мене ме рибаше еден мој пријател, Виктор, дека не можам му мајца да пеам и во Дукс. На певница сум требало барем ме кошула да носам. Значи, јас викам оправо си треба расо да носим, ама мене ми е многу топло, нели? Мене ми е многу топло. И под расото е многу топло, а сакам да сум комотен кога пеам, плюс и таму кај што сум пеел во Свети Стефан е прилично мала црква и не доликува човек да е со сите нишани некако облечен, но е во право. Има сепак, како што не можеш да отидеш во болница или на концерт филхармонија по Бермуди. Значи, точно има, тоа е формата. И формата не е без суштина, затоа што читам многу луѓе и во црквата, суштината. Бато, кај гледаш суштината без форма? Кај гледаш материјата без форма? Таа има форма. Така и во уметноста. Апсолутно православието е една религија, секоја религија е така, но во православието има таква натопеност со уметничките видови, што да се каже дека формата е несуштинска во православието, значи целосно да се промаши православието. Христо Солунчев, неизмерно сум благодарен за ово интервју. Мислам дека ни остана многу некажани работи, немавме време денеска, се надевам дека повторно ќе те видиме тука. Ми е задоволство, Среган, со тебе да разговараме на сите теми. Обично не сакам само за политика да не зборувам. Не, има кој да зборува. Се дистанцирам тука од тоа одамна веќе. Не сакам, немам што да кажам ниту на политичарите, ниту на мојот народ кој решава да се држи до инерцијата на материјата и до лоши парадигми и да покажува лоши резултати. Се држи до формата, не до суштината. И не се држи до нештата и така што неговата суштина опаѓа. И поради тоа единство на суштината и формата, затоа и е вака како што е. И сум, не сум од оние луѓе исфрустрирани кои што сваќаат дека има многу негативни работи во нивниот народ и се почува да го презират и да го мразат. Тоа се исфрустрирани луѓе. Главно исфрустрирани што се македонци, а сакаат да видат нешто друго. Тоа е
патологија веќе. Тоа е еден прекрасен назив, има за тоа граѓанери. Да, значи тоа мисли дека е нешто повеќе. Значи може човек да го критикува сопствениот народ и да се залага за коригирање на неговите негативности. Но не да го презира. Да, но од прифаќање на домашното воспитување дека сепак ти си се родил во рамки на тој народ. Не сум се родил како норвежанец. Мислам, денеска човек може да отиде да живее. И пресреќа што сум роден. Да. Сепак овде има нешто што го нема на друго место. Јас го прифаќам тоа како некаков објективен дух што ми овозможува јас индивидуално да се потврдам вако како што сум. Бидејќи роден во Норвешка или на некој друго место, тоа би бил комплетно друга личност. Нема Византија. Би била тоа друга ипоста, сега ако искористам терминот византиската. За жал немаме веќе време, го исцрпевме и надминавме, нели? Да. Па да оставиме нешто и за следниот ќе пат. оставиме. Благодарам многу. Почитувани гледачи, тоа беше Ристо Солунчев.